Навестувањето на партиските челници за професионализација на структурите, кое за некого представува најава за предвремено политичко пензионирање, предизвика очигледно незадоволство кај ветераните, кои бараат да не им бидат заборавени и да им биде признаен боречкиот статус или во најмала рака да добијат некаква споменица за учеството. Луѓето кои долги години се бориме во политиката, имаме некој греф на душата, а оние кои се седат комотно дома, уживаат и гледаат сеир, они се чистити. Малце непринципиелно, многу непринципиелно. Испаѓа дека борците сме нечисти, а оние борци по Јорган Планина се чисти. Чистината на политичките процеси кои ќе следат по решавањето на горливото прашање изгледа нема да обезбедат адекватен простор за таков тип на политичари, бидејќи дури и старата гарда признава дека времето на тој ков незапирливо истекува. Во предност ќе бидат оние што имаат сосема различни биографии и карактеристики. Доаѓа ера на нови лидери, кои се под наводници никога да не чувства навреден. Малку повише се техничка, компјутерска служба, отколку големи лидери на историски процеси. Една од нивните задачи ќе биде да одговорат на клучните кадровски прашања, кои се разбира нема да може да бидат избегнувани и покрај фактот дека освен политичката, неопходно ќе биде да се сменат сите различни видови на матрици кои се уште се во употреба. Дали некој приватен бизнисмен би ставил директор без ресор? Ај ставете вие у фирмава сега тука у телевизијата, директор без ресор, јас ќе те ставам така. На тоа ќе бидеме сведоци се додека не биде остварена замислената цел, и спротивно се доведува под знак прашалник не само континуитетот, туку и опасноста некој од политичарите во заминување да се соочи со потребата од нега на ортопед. Упропастимо овие 2,5 години пред нас, мислам дека си пукам од двете нози, затоа што тој бесконечен циклус на избори наистина е недобро дојде на никој. Сепак не смее да се заборави дека тој циклус може некому да одговара, иако притаена позади зелената агенда, не се знае кога на нејзиниот политички семафор може да се сменат боите. Па тоа што не е добро дојдено, да биде пречекано со ширум отворени раце. Нови избори зависат само од ДУИ. Исто, така. ВМРО сака избори, Левица сака избори, им одговара само ДУИ, ако одлучи има 60. И на крајот, може да има избори, може и да нема. Ама нешто изгледа е вечно и постојано. Кај нас корупцијата постојала и ќе постои. Нема да престане корупција. Ако не е корупцијата, па ништо нема да се направи. Едноставно тоа е навика и практика без која не се може. Кога ќе биде избришена од генетскиот код, тогаш на вистина ќе нема потреба ниту од избори. Оти ќе нема ниту две зла, од кои ќе се бира навидум помалото.